Докаде се смените на директорите на болниците и на клинички, затоа што малку поспоро одат сите овие промени и малку се создава тензија. И дали директорите ќе се бираат според квалитет, ќе останат ли некои од старите? Вие најавивте на почеток дека ќе останат некои од старите. Процесот е во тек, ги скенираме ситуацијата како е на повеќето клиники, па и во другите болници, добиваме информации и преку отворените телефонски линии горе и долу имаме одредени информации за одредени раководители, одредени доктори, така да ја скенираме ситуацијата. Веќе се сменети 20 директори и ќе продолжиме во тек на оваа недела и следната недела и следните неколку недели полека за септември да биде комплетно целиот тим на ново раководство на клинички центар, па и другите болници. Пред се, критериум ќе биде професионалност. Значи да биде човек кој што е професионалец, кој што е авторитет во клиниката кај што води и кој што може највише со своите идеи и визии да помага во развојот на одредена клиника. Јас ќе бидам успешен министер само ако има успешни директори на клиниките, па и на другите болници. Така да ќе инсистирам горе-долу во изборот на директорите да влијае и самиот став, односно колегите кои што работат во клиниките. Овој период од денеска почнавме со една клиника, следните неколку дена ќе ги посетиме на утринско кафе неколку клиники низ клинички центар, па и неколку болници, се со цел да добиеме одредени информации. Ја нема ден кога после работа не поминувам низ клиниките, спонтано седнувам, разговарам со пациентите, со колегите, со сестрите, со другиот медицински персонал. Скоро секој ден поминувам 3-4 клиники. И горе-долу имам одредени информации кај е добро, кај треба да се смени. Не велам дека 100% мора да се сменат сите директори. Значи ќе останат некои од нив? Може би некои ќе останат, не верувам сигурно. Меѓутоа повеќето мислам дека директори што се актуелно не се избрани со ретки исклучоци, не се избрани по професионалност и по авторитет, туку се избрани бидејќи и припаѓаат на одредена политичка партија, за жал. А со економските директори тоа ќе биде брзо? Веќе се работи. Економските директори не можеме да ги смениме без да се смени законот смени, да се надополни и промени законот за здравствена заштита. Тој закон веќе се работи и го работат, значи, коморите, сите комори, лекарска, фармацевтска, стоматолошка, работи синдикатот на клинички центар, кој што е представник од докторската фела. Од здруженијата имаме представници, од медицински факултети имаме представници. Така да сите што се дел од тој закон ќе бидат вклучени во подготовка на законот и со тоа ќе биде предвидено и директорите да се повлечат, значи да постои само еден директор кој што не мора да биде лекар. Било кој, меѓутоа еден е доста, мислам. Ке се правили ревизија како ќе се решат долговите на клиниките? Да. Зашто некои од нив стварно тонат во долгови. Да, повеќето клиники тонат во долгови, точно е. Треба да се види и се ревидира зошто тонат и како е возможно одредени клиники да немаат воопшто долгови и други да имаат огромни долгови. Тоа ќе биде заедничка работа со новиот директор на Фондот за здравство, кој што ќе треба да седне со еден тим од економисти од Министерството за здравство, да видат дали е причина што редовно даваме мал буџет на одредена клиника, која што немал многу врски со директорот на фондот и со министерот, дали е тоа проблем на генерирање на долгови или е неспособноста на директорот. Треба се направи. Од одредени клиники имаат многу повеќе пари, бидејќи фондот им давал по одредени врски или по одредени релации што ги имале одредени директори со директорите и министерот.